Во оваа емисија ќе слушнете животна приказна кога никого нема да остави рамнодушен. Таа имала само 17 години кога животот ти се променил за секогаш. Наместо љубов следувале манипулации, дрога и насилство. Преживеела тепања, изгубила близнаци од насилството и поминала низ вистински пекол. Денес таа храбро решава јавно да ја раскаже својата вистина. Приказна за болка, преживување и сила да се стане повторно. Ива Герасимов. Ива, добре дојде. Добро ве најдов. Благодарам што ја прифати нели мојата покана да ми бидеш гостин. Секако. Ти благодарам тебе што ме покани да бидам твој гостин. Првен ќе започнеме со твоето детство, че како беше твоето детство пред овие твои настани? Пред сите овие настани, искрено можам за себе да кажам дека сум девојче која растана во сосема нормална фамилија, со убави спомени и убави сеќавања за моето детство. Растана сум само со еден родител, тоа е мајка ми. Исто така со нас живееше мојата сестра Мартина. А татко ти? Татко ми, тие се разведени од мои 3 месеци, кога сум била бебе. Тој ја оставил, мајка ми ја напуштил и заминал за друга жена, нели понатаму во животот. И не сум имала комуникација со него. Никаква комуникација? Па многу ретко, неколку пати во животот се на се. Дури кога ми се случија некои работи исто така не бил овде, така да не би да коментираме многу за него, исто како нели. Не е овде присутен. Твојата мајка се има разболено на твои 17 години од како што почел нели твојот неубав живот, така? Се започна од тогаш. Започнува се во една иста линија. Прво мајка ми се разболува, а потоа јас посегнувам по се она што посегнав, трудејќи се да си го уништам едноставно мојот живот. Фала му на Господ што сум направила све, па сега не би го направила тоа. Значи, мајката се разболува, ти тогаш го упознаваш човекот што е 10 години постар од тебе, така? Да, се запознаваме со. Каде се запознавте? Во испаѓање со друштво. Моја другарка заедно со негов другар и така ја се запознавам. Што виде во него кога прв пат го видео? Што те привлече? Искрено да бидам? Да. Како грижа од постара личност машка, нешто што не сум го добивала. Што ти недостасувало? Недостасувало цел живот, да. Иако многу цврсто сум се лажала во тоа. Тогаш, дали размислуваше дека таа разлика од 10 години ќе ти представува проблем за твоите? Да, јас цело време размислував, цело време додека сум била со него во сите 5,5 години. Постојано сум размислувала за тоа дека тие негови години да не се, а сепак се проблем понатаму во сите случувања и така како беа проблем. Колку бевте во врска? 5,5 години. На почетокот беше веројатно Беше добар. Добар, да, така? Првата една година беше. Што те придобија. А он имал други намери. Па да, така испаѓа на крајот се. Кажи ми за првин, за твоите, имаше и абортуси направено, така? Да, имам еден, да. Така и мораше да биде. Сметам дека тоа е најправилната одлука што сум ја донела во животот, иако денес сакавам поради друга причина. Но во тој даден момент, јас со таа личност не би имала ниту среќен брак, ниту пак тие деца би биле гледани, ниту пак тие деца би заслужувале да ги донесам јас на овој свет за да бидат мачени. Јас не сакам да родам дете и да живее тоа дете како што живеев јас и како што живееше мојата сестра. Јас денес, кога сум во здрав брак и здрава врска, да, би родила и 10. Но тогаш во тој даден момент најдобра одлука беше јас да абортирам. Со близнаците беше тоа? Не, едно бебе. Едно бебе. Што се случуваше после, во наредниот период? После... Кога почна првиот пат да те удри? Пред да забременам. Уште пред да забременам прв пат ме удри, и тоа за многу мизерна работа, што искрено апел до жените кога ќе насетат такво однесување кај партнерите, значи нека не чека, нека замине. Онаа љубомора на зашто со другарот си стоела и справила муавет. Буквално. Посесивен. Да. На колку години беше вако прв пат кога те удри? 17. Јас слободно да можев и да го пријавам и да. Зошто не го направи тоа тогаш? Се плашев. Имаше страв? Да, имав многу голем страв. Зошто тој мене ми наметнуваше дека тој е некој нешто, став негов. Страв ти метнал? Да, ми метна став. Почувствува болка тогаш? Да. Што те направи? Шамар ми удри. Силно шамар ми удри. И се почувствував и мизерно како жена. Јавно беше тоа или дома? Јавно.
Пред сите? Да, он многу пати ми го имаше тоа јавно направено пред сите. Има во еден случај и полиција видено, ама пак ќе кажам, значи не знам зошто толку Не изреагира. Да, беше заштитен тој од нив и до ден денес е така. И во една наврата кога веќе јас и он ставивме крај, јас си го имав пријавено за една работа, но не направив ништо, апсолутно ништо не се случи. После тоа се случуваше почесто, така? Почесто, се Насилството. почесто и почесто. Посебно кога тој ќе немаше да се освежи, како да кажам, да си земе, да се задоволи. Да, ќе збориме и за тоа. Рече дека почесто те тепал, така? Да. Што потоа ти правиш? Од давење, од кубење коса, тупаници по телото, модрици, значи давање до степен каде што сум се онесвестувала буквално. Тоа било јавно, пак пред сите или? И јавно и насамо било многу полошо, каде што никој не може да види. Јавно можеби и ке под застанок ке се сепнел, да испадне нели добриот во приказната, што правиш, малтретира жена, тоа сепак е Толку многу се исклучувал. премногу. И не сум јас единствена жена што трпела насилство од него, баш напротив, јас сум една во низата. Секоја една која била со него го доживеала истото, па и полош. Јас А познавам. секоја девојка, значи, он ја има Да, малтретиран. да, јас познавам и девојка И која сега шета слободно човек. Да. Повторно мислам дека е во брак, не сум сигурна. Со истата особа од претходно. Не сум сигурна, не ме интересирало. И колку години те малтретираш? Физички година и пол, од кога се разболев, после само психички. И тоа психички би било, верувај ми, многу полошо него ли физичкото. Психички јас, замисли се соочуваш со болест, се соочуваш истовремено и со психопат. И двете работи те туркаат, ама среќа јас сум тука сега добра, здрава, жива. Сум се нашла начин некако да се спасам од се. Кога почна да взимаш наркотични средства? Наркотични средства, значи да расчистиме, не ме научи он. Јас тоа прв пат го видов сама на некое друго место. Мислам дека он те... Не, јас со запознавањето со него и секојдневното имање на тие работи во моја околина, моја близина, и тоа неговото несметање јас тоа да го употребувам, напротив дозвола, дури и нудење, мене ми било како отскочна даска да не се замарам јас каде ќе го најдам тоа на друго место. Иако не станува збор дека, нели да не сватиме погрешно, сум била со него таа причина, не станувало збор во тој даден момент Значи за ти некаква... таму ствари си бегал од проблемите? Да, си бегав. Во кокаин си взимала, така? Амфетамин прво, па после кокаин. И срам ми е денес многу за тие работи, ама... После нели ќе кажеме го, сега си чиста веќе, Да, само сакаш нели да го кажеш цел пат нешто се поминала за младинава наша, за да се освести. Колку зимаше на ден? На ден 1 грам сигурно. Минимум. И што чувствуваше кога ќе земеш? Многу ме интересира. Напор на адреналин, среќа, неописливо чувство на моќ, така кажано, бегав од реалноста, сега се со мислите, заборавав на се што ме боли и живееш во илузија, во замислен свет, во фантазија. А кога ќе те пушти тоа нешто, Што фантазираше кога зимаш? дека сум сакана личност првенствено, која не е малтретирана и живее во здраво семејство. А кога беше под адреналин, каде го трошеше? Адреналин сум го трошела никаде едноставно. Јас тоа сум го правила и во затворена просторија, пример дома. Ама имаш баш онака јака си, Супер. сакаш акција да правиш нешто. Сакам, не е дека не сакам да правам нешто, ама што сум правила? Не сум правила ништо посебно, со него сум била, кај оди он таму ја. А после се накачи дозата етапно, мислам, како што изменува нормално. деновта. Тоа е исто како со цигарите, прво 1, па 2, па 3 или ракија, било што И колку највеќе си земала во ден? 5 грама. И тоа е 5 многу. грама. Мајка ти знаеше за ова? Дозна, да. Како зреагира? Многу лошо изреагира, сакаше да ме носи да се лечам. Мислеше дека јас во тој даден момент се уште не бев толку зависна. Ама чим она го приметила тоа, најверојатно и сум била сама на себе, не сум си можела да си признам, зашто човек со такви наочари розови пред себе не може, тешко е да признае човек дека е зависен. А сестрата?
Сестра ми е прекрасна личност, таа нити цигари пуши, нити алкохол, можеби понекогаш ситно, ништо останато. Не ни сака такви работи. Кога ја доби болеста леукемија, така? Да, На колку години ја доби? на 18 и пол. 2 месеца пред Како да направам дозна? 19. Дознав така што веќе јас месец и пол дена уназад не се чувствував добро, ама последната една недела пред да дознам, премногу омалаксував, ми жолтееше лицето, немав апетит, ми излегуваа големи модрици по телото, необјасливи. Тогаш беше бремена со близнаците? Не, А не беше? Не. Значи први добиваш болест, после не, забременуваш. прво останав бремена, после добив болест. После болеста не можам да останам бремена. Што се деси со близнаците, кажи ми? Со близнаците се случи тоа што јас после првиот абортус за рок од 3 месеци повторно ми го направи истото. Тоа е многу краток период за такво нешто. Каде што докторите ми имаа кажано да не помислувам на бременост минимум година дена после првиот абортус. И јас не знаев, само не ми доаѓаше менструација. И се консултирав со лекарот, ми даде таблети, почнав да пиеме таблети, за среќа некоја моја така во душата осеќав дека нема потреба да ги пием тие лекови, па престанав да ги пием лековите, зашто ќе сум си направила сигурно и полошо. Одев уште на школа, тука во Скопје учев. Се вратив од школа, тој Средно си била тогаш, така? да, средно. Тој беше кај мене, нешто се покаравме, почна силно да ме удира со нога по ребра и добив некои болки и другата ден. Уште вечерта имав покрварено. Што знаеше дека се бремена? Не знаев. Не знаевме дека сум бремена и кога дознав за овај вечер, денеска се случува кавгава, се расправаме, до вечерта прокрварувам, мислам дека ми е менструација, сабелината станувам со големи болки без менструација, одидов на лекар и докторот ми кажа дека сум бремена со близнаци, кое едното е вонматерично, вика, нанесен некаков удар повреда. Ова не е туку така од зачнато, него е случајно. Беше тој со тебе тогаш? Не, ниеднаш немаше да дојдам на такви места со мене. Јас си кога одидов да абортирам и првиот, вториот пат, бев сама со мама. Добро, после тие толку малтретирања тепа на крај ме интересира моментот ти се извинувал да каже и знаеш извини. Па Што да, го направив тоа? да, секогаш извини беше причината зашто јас простував. Секогаш извини беше причината. Добри сладки зборови на кање и Зошто го простуваше? Што те влечеше толку кај Јас мислам дека беше насилник? повеќе ми беше тоа што јас во дадениот момент кога се запознав со него бев апсолутно сама и дома бев сама и многу ми беше тука, се навикнав со него да ми биде како друштво, поддршка во ниеден случај, ама друштво да. И со самото тоа што долго време ги користев тие работи, ја не бев свесна и не ни можев да го погледнам со свесни очи, да ми се згади. Се случи од кога јас се разболев, па престанав да користам и можев со свесни очи да го видам тој човек и да прекинам. Кога ги изгуби близнаците, која недела беа? Знаеш, ти кажа доктор? Скоро до 2 месеца и некоја недела, не знам. 2 месеца и некоја недела. Добро, после му кажа дека Да, се сум кажала. После се што ти кажа? Што ти договори? Сено Неговите кринч работи не е тоа мој. Чиво ќе на кого? Имаше такви испади многу често. Он зимаше Да, кокаин, така? да. Заедно зимавте тоа. Па да, да. Он беше набавувачот. Тоа пари треба жена. Од кај на Тоа го правеше, тоа работеше. Дилерот. Па да. И затоа младите девојки нека отвараат очи многу во што прават. Нека видат дами, првенствено за своето тело и својата душа. Нека не си дозволуваат да ги гази некој морон кој нема представа првенствено за себе како треба да се понаша и што е љубов. А не може да се машкост да биде во силата да удриш некого, посебно жена. Тука не си маш никаков. Апсолутно. Кажи ми, кои беа првите симптоми кога ја доби леукемијата? Па како што ти кажав, главоболка, омалаксаност, жолтеев целата, имав болки така неописливи по коските, не знаев од што, и модрици многу големи кои не болат. А се стварно многу големи и варираат боите цело време, менуваат. Како менуваат? Менуваат боја, модриците. Темно, плави, зелени, Жолтендико. жолто, да. И менува боја. И се случи како денеска петок, качев температура, сабота и недела не отидов никаде на лекар, ни во хитна.
Во понеделникот отидов кај матичната, она вика некој вирус веројатно. Тоа во Скопје се случуваше? Не, во Велес, Во кај Велес, добро. ме пратија на заразно кај нас во Велес. Инфективно? Инфективно, да. Останав една вечер таму. Сабирината кога се разбудив, дојде докторката, ме праша можеш ли да разговараме? Можам да разговараме. После го беше прашање од типот дали некој во фамилијата су имал посериозно заболен, така натаму, така натаму. Виде дека не ја разбирам што ми зборува, ја мислев ќе си одам дома. Може ли да дојде мајка ти? Да, може, дојде мама. И докторката ти рекла со овие резултати што ги имаме, мислам дека не треба да губиме време, девојчето треба да дојде на хематологија. И ништо повеќе. Од тука со брза помош, отидовме на хематологија за неполни 20-25 Испитувања минути. ти правила, така? Знаев се, да. Само со една крвна слика знае се. Кој беше чувството кое ти известија жена? Па, бев во шок. За 30 секунди сменив 3 различни расположенија. Се смеев, плачев, па се совземав. Земав, запалив еден цигар и чекав да ме викнат да се качам горе. Да почнем пошто одма од дента со лекување. Колку временски се лекуваш? Што примаше точно? Хемотерапии. Година и некој месец примав само хемотерапии. Месец дена имав пауза од се. Па почнав со трансплантацијата. Се на се да сум се лекувала 2,5-3 години. 2,5 години. И сега со трансплантацијата само последиците кои се после неа ги средува. Сакам да кажам не дека беше трансплантацијата, па ја одма ми помина се, имав многу препреки. Какви препреки имаш? Инфекции различни. Како отворени рани, што? Не. Како уринарни инфекции, инфекции на очите, на ушите, на градите, подложна на бактерии, значи премногу осетливо телото и има стварно многу проблеми. И на крај ми излезе GVHD од мукозитот. Тоа се живи рани кои излегуваат или по телото надворешно или внатрешно, кај мене се внатрешно, од уста, хранопровод, желудник, како се вика тој? Јајници. Да. И цело ми е опфатено. И сега? И сега, да. И тоа ќе седи, ќе трае, ќе постои во мене. Нема лек. Нема лек со тоа? Да. Кој ти беше најтешкиот момент дори се лечиш, кога ти опадна косата веројатно? Па кога ми падна косата, јас тогаш станав свесна уствари дека сум стварно болна. И дека оваа болест сериозна болест и дека треба малку посериозно да гледам на себе. Јас во многу наврати не гледав сериозно на болеста, мислам дека и затоа толку полесно поминав се и психички. Зашто стварно не ја давав значење. Како сега на сепак 25 години и веќе поминато, се запрашала искрено за некои работи. Како беше моментот кога косата нели ти опадна веќе пол и повеќе? Што направи? Сама ја ишиша? Во болницата има болничарки кои ги прават тие работи. И прашав дали тука некој во болницата шише и дали може да ми ишише, зашто веќе ми беше до овде падната изречена скроз и ме болеше, ме чешаше, не ќе да го трпам тоа. И болничарката ми ја среди косата. Имам и слики и видеа од тој ден исто, како и се одстанато. Што имам? Дали нели спомна дека внатрешни имаш отворени рани по телото имаше? Ти се лицето ми беше доста многу, но среќа не почнуваа толку многу да се живи рани и почнуваше и по рацете, но со фотоферезата која ми ја направија во болница неколку пати, таков еден истретман, тоа се повлече. Каков е тој третман? Тој третман е така што се става прво хеморален катетер во препонот, се приклучува на една машина и таа машина ги пере крвните садови кои не се пресадени, се вадат од телото, се ставаат во таа машина, машината им става лек и ги враќа назад за да бидат на некој начин послаби, доколку да бидат појаки, не знам дали се прави за тоа, но за да бидат послаби како во мојот случај, зашто имав машки донор, машка крв, требаше да бидат послаби и тоа го правеа. Значи кај нас се добри, задоволна си, значи од јас нашите доктори, од хематологија и од цел персонал сум премногу задоволна. Премногу поздрав за нив во поздрав. Во оваа прилика и навистина секоја чест за нив. И за тим и за сите се трудат, да. Што се деси од кога дента нели кога ти опадна цела коса? Колку временски
присутна беше таму? Дали идеше за Велес па се враќаш или Не. спиеш? Хемотерапијата морав да ја примам во болница, зашто Шта секој ден се прима за тоа? 7 дена. Мгм. 7 дена, останатите 21 се за регенерирање на телото. А 30 дена се на себе во болница. Секој пат кога примав хемотерапија, Значи таму лежеше така? да, таму спиев заради тоа што мојата хемотерапија беше таква каде што мора да си во болница за да ја примаш. Не можеш да си одиш со таа хемотерапија дома. Чувствуваш болка бидејќи имаш се уште отворени рани во телото? Кога Сега ми дишиш, се кога намалени- јадеш? Сега ми се намалени кога јадам понекогаш, претходно беа многу, не можев ни да јадам. 3 цели години бев само на палента и супа, ништо повеќе од тоа. А сега е, фала му на Господ, добро. И ме болат посебно кога ќе се разболам, кога ќе ми опадне имунитетот, се отвараат они тогаш, се земаат, замав едноставно, со слаб имунитет, тоа е за нив гостење, и тогаш болат најмногу. И по градите исто кога дишам. Многу се заморувам и затоа не сум способна да работам било што. Како ги поминуваше деновите? Секој ден веројатно Секој ден ти различен ми беше беше. различен и тежок. Тежок кога ќе се само кога ќе паднеше ноќта, кога ќе треба да спиам, тогаш ми било тешко, ти најмногу ме удираше во глава реалноста дека јас сум овде, дека јас сум сама, ама не беше па и секоја вечер таква. Заспивав со слушалки или со некое шоу ќе го гледам, често пишував, така и ја напишав книгата, со мотивација многу голема за тоа, цртав, боев и имав и направено еден хамер за хематологија. Имав собирано потписи од сите доктори. Во една наврата еден доктор вели: "Зошто ти се вика на потписиве да не ќе правиш нешто што не треба со нив?" Не, викам, едно изненадување за вас. И му оставив еден поклон кој до ден денес го чуваат таму во хематологија. Ги посетуваш? Да. Значи 30 дена беше таму, кога напушти болницата, што беше првиот момент што го направи? Кога отиде дом? Пиев кафе на тераса. Пиев кафе на тераса со мама и јадев овошје. Си зборував со неја и уживав во воздухот, во мирот, во денот, во ветерот, во се што не можам таму да почувствувам. Храната редуцирана ти е сега или? Сега можам да јадам што сакам, иако треба сепак да пазам се уште. И што јадеш? Па јас јадам се, буквално што ќе ми доведе на рака, ама се трудам да е така Малку поздраво, количина. доколку е можно да е поздраво. Аз сум манџика голема, многу сакам да јадам. Значи кога јадеш, привремено чувствуваш болки, така? Да, да. Кој дел ти е зафатен со Хранопроводот, желудникот и јајниците. Матката исто. Значи бремена не можеш да останеш па втор пат. Трет пат, уствари. Според докторите, не. А ако Господ така сака, еден ден да. Јас ќе живеам дека со тоа дека еден ден ќе се случи. Зашто сакам многу. Дај Боже. Ако нели не можеш, можеш да и си посвеш и бебенце. Да, нормално тоа е. Давид ми тоа го е рекол уште од прв ден и затоа многу го почитувам и го сакам Давид. Давид е? Давид е мојот сопруг. Значи мажена си. Мажена, да. Добро. Давид е мојот сопруг кој денес во мојот живот е мојата пресветла точка и најголема поддршка. И не се кајам за ништо што сум поминала, зашто да не поминев ни сепа немаше да го сретнам никогаш, веројатно и него. Каде го сретна него, кажа? Го сретнав исто во излегување со друштво на 14 февруари. Која година? Гледам датите си ги памтиш? 2025. 25, значи лани. Да. Интересно. Оти сме тазе и земени и ми се бунат малце годините. И како беше првиот момент? А јас кога го видов првенствено колку е само убав и мил и нежен, останав така, скоро па згрчена, фрапирана од него, а он со многу фино, пристојно, културно едноставно понашање. И веројатно му кажа ништо си поминала. Да, се му имав кажано. Оно што од првиот ден го прифати тоа сосема нормално и не представуваше никаков проблем за него и до ден денеска не представува проблем. И најголемата среќа лежи тука, што тој ме прифатил точно онаква каква што сум. Зашто сепак да бидеме реални, постојат и многу поубави девојки и здрави девојки и девојки кои можат да прават се што ќе посакат да го живеат животот оно со помга здрави. Јас го живеам, да, со помга секој ден, со енергија, со се што можам да си приуштам, но за некои работи не сум доволно способна.
И за да ги прифати човек треба да биде прво сигурен во себе дека сака да го мине животот со личност како што сум јас и да треба да се соочува и со потешкоти и не секогаш да биде оно изненада мене ми се случуваат работите. Многу пати изненадано си имам, еве да кажеме, онесвестено, каде што не знаел што треба да прави во тие ситуации, бил испаничен и загрижен, ама е тука и тоа не го успорило да остане со мене. Кажи дека има многу убави девојки, точно има, ама секоја девојка си убава на свој начин, да си знаеш што. Знам. И секоја со различна енергија. Да. Има многу убави девојка, ама кој ти седна на маса, ти Не да е станеш. Ето така. Тоа да си го трнеш од главата. И чим он е со тебе, значи вистинските сака. Да, нормално. Кога сме кај Давид, он е тука. Да. Сакам да го поканам после него да поразговараме. Родителите неговите прифатија ли? Не. Не ме прифатија уште од првото наше среќавање. Што мислиш, Па кој е се вако додевна. проблемот? Мислиш дека твојата ситуација Да, мојата ситуација и мојата книга. Зашто во неа пишува се. Се што може на според нив неморална девојка да направи. И Кажи ми, јас имаш- представувам неморална девојка. Иако ми е за тоа многу криво, сепак тие се личности кои ми значат во животот, бидејќи му значат на Давид. Може ќе се променат. Јас сакам. Јас сум секогаш отворена тука и за простување, и за добар разговор, и за добар договор. Отворена во секој момент. Секој се што поменал нешто во животот, значи било Со со причина. некоја причина. и- Да, секој зашто има за тоа. Го имаш видено претходникот низ твојот град? Не, Претходниот партнер? не, стварно не. Не, воопшто тоа за некоја по некоја случајност, ама не. Што би почувствувала кога го видиш? Што Да, би сега му веќе кажала? ништо. Не, веќе не. Порано да, би му кажала многу. А сега може само да му кажам фала за се. Наискрено, заради тоа што денес не постои и не може да постои веќе од кога е Давид тука, но и пред да дојде Давид јас многу добро знаев што барам и што сакам. За колку временски период со Давид се остапивте во брак? За 8 месеци. Па добро, тоа е доволно 8 месеци. Да. И јас сум И не ние сакам истекно долги врски, целите да. 8 месеци живеевме заедно. Интересно. Ние уште од првиот ден кога се запознавме, некако Се живеете во Велес или во Да, Скопје? во Велес. Во Велес? не ни даваше тоа што ни е убаво да бидеме раздвоени еден од друг. Јас доаѓав кај него на гости во Скопје, тој ќе дојдеше во Велес, ке прошетавме натаму. Сега тој од Скопје или во Скопје живее? Не, од Скопје дојде во Велес. Браво. Да. Интересно. Зашто јас имам мој стан и тука ние сепак некако и младите и старите некако не одат денес заедно. Сами се. Да, знаете, сам него. си е сам. Дали Давид би сакал да дојдеш? Да. Да го запознаеме храбриот дечко, храбриот. Давид, благодарам што прифати нели да не бидеш ко гостин, бидејќи ти си сегашен сопруг на Ива Герасимов. Го прифати неговото презиме? Да, со задоволство. Задоволство. Давид, имам едно тешко прашање за тебе. Ајде. Како е да се живее со жена со оваа болест? Па, мене не ми представи никаков проблем, од причина што да, те нормално дека е тешко, тука да се разбереме. Меѓутоа, љубовта мене ми дава сила, ми дава моќ, незината поддршка исто така, бидејќи она од друга страна ми има мене многу помогната за некои работи кои не сум ги знаел, чисто како совет, како нели, поддршка. И таа исто така мала разлика у годините која што нели повеќе работи можела да ми ги насочи, кои што ми биле грешки. А животот со незе ми е прекрасен. Има реткости моменти каде што знаат да направат стрес, фала Богу, не е седно ти да гледаш у кревет како се мачи, како лежи. Кога ја дома ја представи, кога се земавте, Така. знаеат твоите или скришно го направивте тоа? Не, без никакво криње. Ние ги поканивме сите да дојдат. Беа присутни? Не. Беше присутен само еден мој другар и голем поздрав до него. Не знам колку сака се јавно да се спомна за тоа, него именувам, ама респект за него. Бе. Да. Само тој го поддржа. Многу ве гледам, многу му е тешко. Да, пробал? тешко е сам да си. Ти се насолзи очите.
Си разговарал со твоите родители да прашаш зашто сам сепак тоа е твоја одлука? Си пробал? Многу пати, меѓутоа секогаш контра напад, нели? Не бива, не можеш. Кога човек е инат и кога човек не сака да прифати тук став, џабе зборуваш. А инаку сум пробал многу намер. Имаш брат или сестра? Не, сам. Сам си, единец. Се надам дека ќе ви се решат работите, дека секи биде како што треба. Ја ти посакувам и ти, мислам да си имате ето така едно дете. Да, Боже. Благодарам. Давид, благодарам. Сакав само ете да го видат храбриот сопруг на Ива. Ти благодарам што ми беше кратко гостин. Бидејќи сега сакам да позборуваме за книгата и за овие убави свекички што ги заработува рачно Ива. Давид, благодарам. Става. Мило ми е. Ива, Давид, вистина јас го почувствував колку голема љубов има меѓу вас двајцата. Ви посакувам среќа. Сега малце сакам нели поведро. Може, да. Сакам да представиме нели на јавноста дека Ива има напишано книга. Оваа книга ја пишуваше за време на болест или како? Да, за време на болест. Тоа е Убиецот кој не ме уби. Да, двосмислено. Насловот како го доби? Ja го добив така што бившиот партнер имаше надимак убиец. А така му на Да, делот? и болеста со која се соочував исто така убиец, и во оваа книга е напишано како ниту едниот, ниту другиот не успеа да ме поразат, да ме понижат во животот и не успеа да ме убијат. Еве ќе прочитам во позадината од корицата на книгата. Еднаш направено нешто е грешка, а секое повторување е ваш избор. Колку и да се болни некои одлуки, донесете ги, тоа е за ваше добро. Да. Ова е твоја слика. Еве и ова да го покажам. Тоа е првиот ден кога си ешишев косата со марама. Кога се сликав. Значи, во книгата има со почит од Ивана Загнеса, благодарам. Значи, во книгата се опишува цел твој процес, така? Да. И живот, и процес, и лекување, и на крајот е со посвета од 10 мои совети, така на некои кратки, напишани за како подобро да гледаме на животот, да се сакаме самите себе. Сакаме самите себе си. Спомна дека и уште една пишуваш, така? Да, Тивка Победа. Таа ти е од веќе моментот каде што почнуваш да бидеш среќна и весела, така? Level up едноставно во мојот живот. Каде може да ја пронајдат книгата? Книгата веќе, да има. Да, тоа што сака да има, може да ја пронајде кога би ми се обратил мене во порака на Инстаграм или Фејсбук. Како од Инстаграмот? Герасимов 23 Инстаграмот, Ива Герасимов ми е Фејсбукот. И имаше на доста продажни места, но се распродала и сега веќе таму ја нема. И во библиотеките имаше исто така, веќе нема, зашто имав оставено по мали бројови на примероци и отишло брзо. Значи, интересна, па направи повторно. Реиздаде повторно, зашто? Имам уште некои 100 примерока дома. Како дојде љубовта да изработуваш свекички? Љубовта да изработувам свекички, искрено ќе ти кажам, дојде од следното. Земи го некако погледнат. Ова е за тебе, специјално. Го правев вчера, го изработив за тебе. Благодарам. Ова се свекички миризливи, Да, гледам мирисат. миризливи. Како дојде идејата и љубовта за да ги изработуваш? Па доста долго време мораше мислата дека не можам да работам било што и дека не сум способна да работам било што. Ми треба лесна, едноставна работа со мојата ситуација, а што би било поубаво од тоа да си започнам нешто сопствено, да правам свекички. бизнес. Да, собствен бизнес, да правам свекички, корпи вака за роден дени, свадби, крштевки, за секоја можна пригода, обичен поклон за некого да ви затреба. Интересно е, стварно интересно, додека го правам ова и го правиме заедно со Давид. Значи Давид многу ми помага во набавка на материјали, во подготвување на свеките. Ужива он, уживам јас. Сега за 8 март имав доста порачки. Направив многу порачки и бев среќна, пресреќна. Секое едно направено и продадено за мене
чекор напред кон оно што сакам прети момент за да биде, така ми се вика. Многу сладко. Страница. Само мечиња изработаш или Не, други некои не, сега имам модели? Не, имам сега и за Великден јајца, зајци, крстови, ангели, за денот на влюбените, маж и жена фигура за љубени, раце, прекрстени, еден куп се многу се. Ми кажа дека се изработувала и икони. И икони, да, исто така и икони, или на дрво, или на стиропор, со темперни бои, со цртување или со светки, или со некоја црна убава боја, поблиена со златно. Уште не ми се пуштени тие во продажба, заради тоа што сакам да направам многу повеќе и да ги покажам на народот. Морам да ти кажам ова, што ми се случи пред некој ден и се пронајдов во тоа цртање на икони, дека многу душевниот мир ми се зголемува кога го правам тоа. Значи како прочистување чувствуваш како некоја? прочистување, зашто за се денес што ми се случува е само благодарение на Бога. Слава негова, секој ден сите ние треба да го прославуваме, да му се заблагодаруваме. Јас не очекував дека кога ќе земам да правам икона ќе го чувствувам тој мир што го чувствував. Многу обестила го кажа. Ива, многу ми е драго. Само сакам да те прашам, по која цена може да ја купат книгата? 500 денари. 500 денари. Овие букетчиња вака? Секој има различна цена. Различна цена. Да. Ива, дали имаш уште нешто да кажеш еве за крај за гледачите? Некоја порака? Па за крај за Девојки. гледачите првенствено да се љубат и сакаат самите себе да се пожитуваат, за девојките кои можеби го гледаат ова и си велат и мене ми се случува истото, да не чекаат да се случи нешто посериозно, да не чекаат да се случи како што имавме случај пред некој ден со мајката и детето, да не оставаме насилниците да имаат право врз нас и да имаат право да бидат среќни и весели и да бидат на слобода. Без разлика дали ние со тие деца имаме, со тие луѓе имаме деца или немаме деца, ако ние самите не се заштитиме од нив, ни нашите деца нема да можат да бидат ниту среќни, ниту весели. Да не се плашат од таквите луѓе, да пријават во полиција, да разговараат со своји најблиски, да побараат помош, ако им потребен психолог и на психолог нека отидат, зашто реално после тргањето од таква личност нанесува премногу психички Ментални нарушувања кои подоцна представуваат проблем за сето, тоа постои решение, но најголемиот и прв чекор е тие да бидат уверени во самите себе дека можат да заминат од тоа место и од таа личност. Нека бидат храбри, нека бидат свој, бидејќи животот ни го дал Бог и само Бог може да ни го земе. И ние треба да живееме според наши правила и според наши барање, нели, она како сакаме да ни биде животот, не можеме да дозволиме и да го оставиме нашиот живот да го раководи некој друг кој веќе можеби го прави тоа зашто не е задоволен од самиот себе. И не треба се плашат од ништо, значи Да. стравот пак ќе кажеме ѓаволска работа. Ѓаволска така работа. да девојки не се плашат од ништо, јас пак ќе кажам Јас како исти сум ти- можела. Се плашам само од Господ. Така Така, е. кога можеш ти, све Кога што сум си можела, јас, претрпела, што секој споминала може. во животот, секој може Секој може. и не го споруваме тоа. Така да секој може. Ивче, благодарам што ми беше гостинка. Ти благодарам и тебе на Се надам дека многу девојки ќе имаат храброст после ова емисија која ќе не гледаат да земате нели сила. Да, се Ако надам, го имате зашто тоа. и мојата најголема желба беше и да дојдам и да го раскажам освен, нели, се она што се случило и убавите работи, ова е една најцрна точка во мојот живот која ми го обележала буквално и моето детство, и моето здравје, и мојот здрав разум денес, но сум сепак една здрава и добра личност денес. Девојки, гледате Ива низ се што поминала, така да кога Ива е храбра, бидете храбри и вие. Поздрав. Поздрав.